the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Claps and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wub 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear a kazoo, then a random cheer. It's chaos, but it slaps my dear. И добро вечер, повторно на каналот BTC Crypto и денеска, како секогаш би сакал да споделам некои нови вести кои што ги најдов и сметам дека се интересни за вас, а секако подоцна ќе направиме една техничка анализа со која што ќе сумираме се и ќе видиме докаде сме во циклус и што да очекуваме во следните недели. И само погледнете ова формација, тука имаме отпор тука и доколку го пробиеме, верувам дека ќе продолжиме нагоре. И погледнете го овој bull market за S&P 500, кој што се одвиваше дури од 2000 година, скоро 25 години во bull market и верувам дека сме при крајот на ова огромно движење на S&P 500 и со прекршување на оваа линија, верувам дека ќе се придвижи кон следниот bear market за S&P 500, каде што можно и цените да ги видиме до $3200. Не знаеме до каде ќе заврши, но тоа е нешто што можеме да го очекуваме во следниот период. Очекувам уште малку да потрае овој тренд, октомври, ноември, и подоцна да видиме каде всушност ќе бидеме. Тоа може да биде и порано, не можеме да знаеме се додека не ја прекрши оваа линија тука, бидејќи сме во Hyperwave. И доколку го погледнеме биткоин сега, моментално можеме да кажеме дека имаме одреден триаголник кој што верувам дека ќе пробие нагоре, барем сега за сега имаме такви индиции. Погледнете само ретестирање на ова, се вратиме повторно и повторно продолжуваме нагоре. Ќе погледнеме подоцна за биткоин конкретно што мислиме дека ќе се случи. И доколку го погледнеме овој чарт, можеме да забележиме дека имаме Golden Cross тука и што се случува по Golden Cross. Имаме движење на цената нагоре, а ова ги исклучува првите 10 алткоини, што значи дека можеме да очекуваме поголеми движења на малите алткоини. Кога JP Morgan кажува дека институционалната адаптација за крипто е уште во рани фази, мораме да им веруваме, бидејќи тие навистина знаат што прават. И верувам дека ова ќе продолжи во уште поголемите институции и ќе се адаптира крипто. И верувам дека ќе се користи, но всушност обичните луѓе, оние кои што не ја разбират технологија, нема да знаат дека ја користат, но ќе ја користат. А биткоин само што се придвижи кон претходниот гап и верувам дека ќе го затвори овој гап. Следното придвижување би требало да биде до 117.000, но ќе видиме подоцна за тоа. И погледнете сега 1,6 трилиони asset management компанија Franklin Templeton има партнерство со Binance да изгради некои нови поглавија во криптоиндустријата. И кога вакви институции влегуваат, верувам дека и вие би сакале да влезете. И погледнете, огромно налување на работните места во Америка. Имаме една од историските бројки и верувам дека сме во рецесија. Тоа ни го покажуваат и овие бројки. Доколку погледнеме невработеноста, односно
у 6 можеме да видиме дека ова веројатно е забрзување пред продолжување нагоре, како што го имаме ова остро движење нагоре и повторно, туку погледнете, стапката на невработеност полека се придвижува нагоре. Верувам дека и тука имаме забрзување пред да се придвижиме нагоре. Во меѓувреме го имаме биткоин, верувам дека имавме досадни неколку дена каде што цената се движеше во мал обсек, но цената моментално продолжува нагоре и сме на 114.000. Многу е битно да видиме дали ќе го пробиеме предходниот врв, доколку не тоа ќе биде малку алармантен сигнал. Една од идеите кои што можеме да ги видиме тука доколку зумираме е повторно посетување на овие отприлика 106.000 тука да се затвори и да се ликвидираат огромен број на позиции, бидејќи моментално имаме придвижување на цената нагоре, а тоа се совпаѓа и со Фибоначи, секвенцата која што ние имаме на каналот, и потоа тука да продолжиме нагоре и да имаме можеби продолжување на циклусот за 1 до 2 месеци и имаме нов рекорд, односно нов all-time high за Bitcoin hash rate, што значи дека вашите пари се посигурни од било кога, доколку ги поседувате во Bitcoin. Еден мал чарт за XRP, едно можно сценарио кое што ми се допаѓа, погледнете го претходното, имавме движење страниче и потоа пробивме повторно нагоре и доколку погледнеме сега имавме огромно движење нагоре, повторно мала консолидација и може да очекуваме уште едно движење нагоре, а и за другите алткоини кои што ги следиме. И доколку погледнеме CBBI индексот е на 75, едноставно што треба да направиме е да повлечеме тренд линија. Гледаме дека тука уште сме над тренд линијата, што ни покажува дека имаме простор за уште движење нагоре. Моментално имаме алткоин сезона каде што верувам дека голем број на алткоините ќе се придвижат повторно нагоре. И Фед, доколку погледнеме, имаме 92% дека ќе се намалат каматните стапки и верувам дека ќе се намалат, но многу луѓе погрешно го толкуваат ова, бидејќи многу е значен контекстот на ова намалување. Доколку ги намалуваме каматните стапки во soft landing, тогаш можеме да очекуваме булиш движење на цената, но ако ова се rate cuts во забавување на економијата и верувам дека не верувам дека ќе имаме булиш пазар и доколку ја погледнеме инфлацијата повторно, едноставно што треба да направиме е да повлечеме тренд линија и можеме да погледнеме дека повторно инфлацијата се спуштила надоле. И доколку погледнеме чартот на биткоин, можеме да забележиме дека веќе го формираме day cycle low, но немаме се уште потврда, бидејќи верувам дека ова е тренд линијата, а ова е само манипулација тука. И доколку ја пробиеме оваа тренд линија, ќе имаме одредена потврда каде што цената би требало да се задржи повторно тука и да продолжиме нагоре, и многу ќе биде битно да видиме што ќе направиме во овој дел. Доколку пробиеме нагоре, одлично, имаме нови all-time highs, продолжуваме нагоре во трендот, но доколку направиме нешто слично вака, тоа веќе ќе биде алармантен сигнал со кој што би требале да бидеме предпазливи, и веќе сме во четвртиот дел од day cycles, така да или четвртиот или петиот ќе треба да биде left translated за да го ресетира сентиментот и
може би овој пат да се придвижиме кон bear маркетот, но не можеме да знаеме со сигурност. И сега погледнете го ова на неделен чарт, тука можеме да видиме дека индикаторите се придвижени надоле и големи се шансите да добиеме можеби сечење на ова ниво и да ги ликвидираме позициите кои што се наоѓаат во овој дел. И уште една причина за тоа, доколку го поставиме Fibonacci, можеме да забележиме дека само момент ја немаме допрна оваа зона која што многу пати до сега била допрена тука на дневно ниво. Индикаторите се на високо ниво, како што можеме да видиме. Ево и MACD исто така само што премина, но не ми се допаѓа ова, бидејќи на неделно ниво MACD е прекршен на надоле, така да останува да видиме што ќе се случи во следниот период. Сега за сега сме окей. Доколку го погледнеме S&P 500, моментално имаме нови all-time highs, продолжуваме во овој тренд. Погледнете како се движи само овој bull тренд, дали ќе имаме допир на оваа точка повторно и да се вратиме надоле, не можеме да знаеме, но моментално сме во третиот циклус на day cycle low за S&P 500. Можно да сме го формирале овој дел и веќе да сме во четвртиот, а четвртиот би можел да биде тука некаде, доколку ја преместиме ова. За сега има само retranslated cycle, што значи дека е добро за трендот, бидејќи продолжуваме нагоре. Доколку го погледнеме златото, погледнете, златото, што кажам, прво оди златото, па потоа биткоин. Доколку го погледнеме, ова го чекаме неколку месеци, доколку забележиме тука од јуни од прилика и конечно го добивме тоа пробивање. Доколку го погледнеме Етериум сега, Етериум, само момент да ги избришеме овие. Етериум моментално е уште над тренд линијата, што значи дека немаме никаква потреба од продавање, а индикаторите за Етериум, погледнете ги. Имаме ресетирање на овој индикатор, MACD веќе се придвижува полека нагоре и големи се шансите да добиеме нови all-time highs за Етериум, а веруваме и за повеќето алткоини. И доколку го погледнеме пазарот на обврзниците, можеме да забележиме дека големи се шансите да добиеме rate cut, бидејќи пазарот на обврзниците ни покажува дека имаме намалување на овој процент тука, што значи дека големи се шансите за rate cuts. И доколку го споделиме чатот што претходно го објавив на мојот Instagram профил, можеме да забележиме дека ова и беше очекувано од наша страна. Имаме пробив и ретест, потоа продолжување нагоре и една од најбитните точки ќе биде 120.000, да видиме дали тука ќе успееме да пробиеме повторно. И секако, доколку на вас ви се допаѓа ваков материјал, слободно претплатете се на каналот и се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my